Доктори, специјалисти, матични лекари и службеници од клиниките од Скопје и Општата болница Велес, здружени во две групи, направиле шема за фалсификување на диагнози за добивање на финансиска помош за туѓа нега и инвалидски пензии, информира обвинителството за организиран криминал. Едната група се создала на клиниката за неврологија во Скопје. На почетокот биле тројца службеници. На групата им се приклучили уште 9 мина, од кои двајца специјалисти и матичен лекар од Велес, адвокат и службеник од Центарот за социјални работи во Тетово. Тие изготвувале медицински упати, отпусни писма, конзилијарни мислења и потврди за медицински помагала со невистинита содржина. Првоосомничената по истиот терк создала уште една група на клиниката за уво, нос и грло во Скопје и се приклучиле 12 луѓе. Тие барале и примале подкуп со ветување дека ќе обезбедат инвалидски пензии на оштетените. Обвинителството за организиран криминал информира дека 49 луѓе се осомничени за злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба, примање и давање подкуп. Од нив за 12 е предложена мерка притвор, за тројца куќен, а за останатите мерки на предпазливост. Еден од осомничените е во бегство. За возврат, организаторите и припадниците на криминалната група преземале противправни действија на директно или индиректно давање или нудење на парични награди, подкуп на службени лица, како и противправни действија на директно или индиректно примање на парични награди или подкуп, со што на барателите им обезбедувале исполнување на условите за успешно водење на постапката за стекнување со право на туѓа нега. Вчера за време на претресите полицијата кај осомничените пронајде 110.000 евра, повеќе мобилни телефони, нотеси со податоци на должници, медицинска документација и повеќе факсимил печати. Инаку, МВР заедно со Бирото за јавна безбедност за 9 месеци покажа решителна борба против криминалот и корупцијата. Се апсеа директори и службеници кои се сомничат дека ја злоупотребиле службената положба и примиле подкуп. За решетки се веќе врховен судија кој зема мито од 10.000 евра, заедно со член на Советот на обвинители. Против повеќе директори од енергетскиот сектор, гериатрија и државна лотарија се водат истраги за корупција и злоупотреби. МВР чисти и во своите редови. Поранешни и активни полицајци се дел од меѓународната истрага за печатницата за евра откриена во Скопје. Полицијата влеза да сузбива корупција и во повеќе државни органи. Граничари, а и полициски службеници се под истрага за мито и пропуштање нелегална стока. Корупција е откриена и кај раководителот општина Маврово.